предвидела на 30 март ќе започне летното сметање на времето. Стрелките во 2 часот наутро ќе се поместат за 1 час нанапред, што значи дека ќе биде 3 часот. Летното сметање на времето секогаш почнува во последниот викенд во март и трае се до последниот викенд во октомври. Започнуваме со урбаните вести. Останете со нас. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и Стопанската комора на Северозападна Македонија. Зелено знаме за средното училиште Никола Карев. Игри без граници во спортски центар Фурца. Бесплатни проекти за изградба на семејни куќи во населбата Јака. Продолжува обновата на фасади во центар. Средното училиште Никола Карев е добитник на наградата Еко училиште. Ова високо признание се доделува за особена посветеност во работата со програмата Еко училиште за извонредни достигнувања во едукацијата за одржлив развој и еколошки менеджмент и постојано подобрување на активностите од областа на заштитата на животната средина во училиштето и пошироката заедница. Прилог на Томислав Атанасовски. Средното училиште на град Скопје Никола Карев денеска на посебна свеченост го прослави својот статус и добиената највисока награда од областа на екологијата Зелено знаме Еко училиште. Зелено знаме им се доделува на основни и средни училишта кои успешно ја интегрирале еколошката едукација во својата школска програма. Со тоа гимназијата Никола Карев од општина Карпош стана дел од светската мрежа на еко училишта. За да се стекне со овој статус, гимназијата Никола Карев напорно работеше во изминатите 3 години. Учениците работеа на 4 еко стандарди: еко менеджмент за заштита на вода и енергија, чисти училиште и дворови, еко материјали во вид на брошури, календари и така натаму. Текот на денешниот ден во нашето училиште направивме свечено одбележување на стекнатиот статус еко училиште и добиеното зелено знаме. Исто така одбележавме и годишнина од нашето заедничко работење со нашиот партнер Цветната градина Булка, кој што воедно го прославија својот прв роден ден. За добивањето на статусот еко училиште, за да го добиеме, работевме 2 до 3 години, скоро 3 години, значи. Учениците беа активно вклучени, се работеше на 4 еко стандарди: заштита на вода, заштита на енергија, уреден и чист училишен двор, како и уредена чиста и еколошки средена училишна зграда. Сето тоа успеавме да го постигнеме, аплициравме за еко училиште и во ноември, некаде во ноември, значи, добивме информација дека сме влегле во Европското семејство на еко училишта, а официјалното доделување на наградата беше на Еко самитот кој што се одржа на 5 март. Направивме неколку кампањи во кои што го промовиравме она што сме го сработиле. Во една од кампањите промовиравме изработка на сончев колектор. Тој сончев колектор е направен и готов, но чекаме малку времето да се распролети, би рекла, за да можеме да го поставиме и да го користиме во спортската сала. Го активиравме бунарот со техничка вода, кој што ни овозможи заштита на вода, така да нашиот разубавен двор, за да биде таков каков што е, мора да се наводнува. Ако ја користиме водата за пиење, ќе имаме многу голема потрошувачка, а една од ставките, за да може да се аплицира, е заштита на вода. Со оглед дека ние сме многу горди што ја добивме оваа награда, денес, значи, како што кажав, организиравме еден настан во кој што сакавме сите наши пријатели и блиски и соработници да знаат, да бидат и тие сведоци за она што ние го сработивме. Со сите овие реализирани активности, Средното училиште Никола Карев е пример за високо развиена свесност од областа на екологијата, бидејќи во оваа образовна установа, освен едукацијата, се реализираат многу проекти кои заедно ги иницираат и спроведуваат тимот од наставници и ученици и членовите на Еко одборот. Нелојалната конкуренција и брзите промени на законите се најголемиот проблем на компаниите членки на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Тие денеска потпишаа меморандум за соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, кој меѓу другото предвидува редовно консултирање пред секоја измена на правните регулативи или досењето нови решенија.
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Дејан Рунтевски и председателот на Стопанска комора на Северозападна Македонија Мендере Скучи денеска потпишаа меморандум за соработка, чија крајна цел е обезбедување и подигнување на ново ниво на заштита на здравјето на луѓето и потрошувачите. Дејан Рунтевски рече дека потпишувањето на договорот било на иницијатива на Агенцијата за храна и ветеринарство и дека истиот за нив представува една долгорочна инвестиција, притоа додавајќи дека ваков меморандум агенцијата веќе потпишала со Стопанската комора, а наскоро ќе потпишат меморандуми со Сојузот на стопански комори со цел да го опфатат целиот бизнис сектор. Потпишавме договор за соработка, кој што договор за соработка го гледаме како една долгорочна инвестиција практично во како крајна цел обезбедување и подигнување на ново ниво на заштитата на здравјето на луѓето и на потрошувачите. Поентата на меморандумот е преку една редовна соработка, преку соработка во делот на разгледување на законската регулатива пред истата да се донесе, да се добијат соодветни мислења од страна на комората, преку редовни состаноци на кои што ќе се врши обукација на членките од комората да се запознаат со законските обврски кои што компаниите во делот на производството и на прометот со храна ги имаат, да се прават едни редовни средби на месечно ниво на кои што ќе може да се дискутира за проблемите кои што ги имаат компаниите во делот на надлежностите на Агенцијата за храна и ветеринарство, се со цел истите да се превенираат и да се решаваат на еден поинаков начин. Ние и досега имаме одлична соработка со комората на Северозападна Македонија, имаме потпишано ваков меморандум со Стопанската комора, сега сме во фаза на припрема на меморандум за потпишување со Сојузот на стопански комори, така да настојуваме да го опфатиме целиот бизнис сектор со вакви меморандуми за соработка, каде што ние како агенција ќе им ги презентираме законските измени, ќе им ги презентираме законските обврски на компаниите, се со цел полесно да се прилагодат и да ги исполнуваат истите во делот на безбедноста на храната. Председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Мендере Скучи ја поздрави иницијативата за потпишување на меморандумот од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ова денешна соработка е чекор кој што веројатно ќе ги избегне многу нејасноти, односно пред било што да се хармонизира, пред било што да се донесува како закон, прво ќе се хармонизира меѓу бизнис заедницата и самата институција, секогаш во оквир на законите позитивни донесени во нашата земја. Десет основни училишта од општина Карпош ќе бидат дел од спортската манифестација Игри без граници. Организаторите велат дека ова е одлична можност за рекреација, но и развивање на надпреварувачкиот дух кај децата. Во организација на спортскиот центар Фурца на 5 април оваа година ќе се одржи спортската манифестација Игри без граници. Проектот е наменет за учениците од основните училишта во општина Карпош, кои со тимови од по 20 деца ќе имаат можност да се надпреваруваат во повеќе спортски дисциплини, како штафета со топка, собирање топчиња, балансирање топка, здрвен дедо, прецизност во обрач, ластик, влечење јаже. Во овој спортски надпревар ќе земат учество 10 основни училишта. Целта за организирање на оваа манифестација е промовирање на спортот како алатка која е неопходна за одржување на здравото тело и здравиот дух. Денеска официјално го најавуваме проектот наречен Игри без граници, кој што, повторувам, ќе се случи на 5 април оваа година и ќе биде наменет за сите основци, односно за сите дечиња кои што учат во основните училишта во општина Карпош, што значи дека сите тимови од нивните основни училишта, вкупно 20 на број дечиња по еден тим, ќе добијат можност да се напреваруваат во оние многу интересни игри со на овој начин да им се покаже дека и младите дечиња во Македонија сакаат да спортуваат, знаат да спортуваат и сакаат да го покажуваат својот надпреварувачки дух. Проектот Игри без граници е одлична можност децата да се рекреираат, спортуваат, но и да го развиваат компетитивниот дух преку игрите кои центарот ги подготвува за нив, потенцираат од Форца. Овој настан представува продолжение на низата на активности кои се случуваа во Форца и со тоа се докажува дека Форца не е само центар за спортување, туку е центар кој што го поттикнува спортот помеѓу младите. Преку најразлични игри, децата ќе имаат можност да спортуваат и да се дружат со своите другарчиња.
прашања. Димитар Делевски, спортскиот директор во спортскиот центар Форца, истакна дека развивањето на спортските навики кај децата се најважни и истите треба да се градат од најрана возраст. Во рамките на развојот на рекреативниот спорт и дружењето, Форца веќе години наназад организира и развива многу активности. Еден од најголемите вакви проекти е проектот Месец на спортот, кој се одржува веќе 7 година поред. Месец на спортот е еден од проектите која година ќе понуди најголем број на дисциплини до сега, односно 8 дисциплини, од кои 5 дисциплини ќе бидат на 5 дисциплини ќе биде домакин спортскиот центар Форца, а на 3 дисциплини спортскиот центар Борис Трајковски. Ќе бидат застапени фудбал, одбојка на песок, тимбилдинг дисциплини, пинг-понг, баскет, картинг, пливање и куглање како спортови. На овој проект низ годините учествувале в клуб на 1000 компании од Македонија, односно бизнес единки и нивните вработени кои што на овој проект ги представуваат своите компании. Пријавувањето трае до 13 мај 2014 година. Проектот започва на 15.5 и трае до крајот на месец јуни. Наградата исто така е во вид на тимбилдинг патување, бидејќи основна и главна цел на овој проект е тимбилдингот, како и дружење на вработените. Затоа е одлучено тимска рекреација преку патување да биде наградата за оние кои што најмногу ќе се вложат во проектот и најмногу ќе допринесат за нивниот успех. Општина Илинден обезбеди бесплатни проекти за изградба на семејни куќи за сите оние што на јавните електронски надавања успеа да обезбедат градежни парцели за индивидуално домување во населбата Јака, како и во другите делови на општината. Сите заинтересирани инвеститори секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот во општината може да се запознаат со 4 проекти за станбени објекти што беа избрани на распишаниот конкурс и да го одберат оној што најмногу им одговара. Со бесплатните проекти општината им заштедува на граѓаните дури и до 1000 евра, колку што обично чини изработката на ваквите проекти. Истовремено со моделите на семејни станбени куќи кои може да се применат како типски објекти, населбата Јака ќе добие многу поубав лик. Со бесплатните проекти ќе се улесни работата на администрацијата, а ќе се забрза и постапката за издавање на градежни дозволи по електронски пат. Инвеститорите пак кои што нема да се одлучат за избор на еден од понудените проекти, ќе треба да изработат проекти согласно позитивната законска регулатива и дозволените архитектонско-урбанистички параметри за своја сметка. Од општина Илинден информираат дека голем интерес за овие градежни парцели пројавиле не само жителите на општината, туку и од многу градови ширум Република Македонија. Досега сопственици стекнаа 261 градежна парцела, а според урбанистичкиот план за локалитетот Јака, за отуѓување слободни останаа уште 82 градежни парцели за изградба на семејни куќи. Следните објави за отуѓување на градежните парцели по пат на електронско јавно надавање ќе бидат објавени по завршувањето на изборите. Општина Цинтар продолжува со реконструкцијата на фасадите на 11 објекти во текот на 2014 година. Деновиве беа потпишани 2 договори за изведба на нови термички фасади на станбени згради на улицата Рајко Жензифов 49А и на улицата Франклин Рузвелт 50А. Градежната компанија Пелагонија од Гостивар и Скопски Тетрагон МК ќе треба да ја завршат работата во рок од 60 дена. Како и досега, реализираните зафати врз постоечките фасади ќе биде вграден термоизолационен материјал, а надворешниот изглед на зградите ќе биде освежен со нови бои. Со термичките фасади на станарите ќе им се овозможи и заштеда на финансиски средства преку намалување на потрошувачката на енергија. Реконструкцијата на останатите станбени објекти за колективно домување што се планирани за 2014 година, ќе се реализира постепено во наредните месеци, информираат од општина Центар, додавајќи дека со проектот нема да се минува постоечката архитектонска визура на објектите, што ќе бидат подложни на санација.
Манчестер Сити го доби градското дерби со Манчестер Юнајтед со 3:0 и сигурно чекори кон титулата во Премиер лигата. Джокович Марей во четвртфиналето и Серена Вилијамс Марија Шарапова во полуфиналето се најинтересните двојки на тенискиот мастерс во Мајами. Следуваат спортските вести, но при тоа рекламите.